Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп втор ден живее во празнична магија. Во приказната вечерва настапува битолскиот камерен оркестар Дива. Тутунски комбинат Прилеп е во финишот на тутунскиот откуп. Докаде е финансиската консолидација на Прилепската болница, установа која се соочува со многу предизвици. Учениците од Ристе-Ристески и Ричко во хуманитарна мисија, театарска представа за собирање средства наменети за помош на нивни соученик. Тројца прилепчани заработија кривични пријави за продажба на дрога и на оружје. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштани. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долмени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај площадот Итарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи, со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долмени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги на љубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долмени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова.
Накитено со музика и базар, синоќа на плоштадот Методи Андонов Ченто во Прилеп почна празничната приказна, што ќе трае до заедничкиот пречек на новата 2026 година. Сите празнични денови ќе бидат исполнети со многу музички настапи, празничен базар на плоштадот Ченто и со многу новогодишни изненадувања и подароци. Манифестацијата беше отворена синоќа со богата програма од домашни музички звезди и бендови. Вечерва настапува камерниот оркестар Дива од Битола, в петок на 26 декември ќе има диџеј и ќе настапи Владо Јаневски. Сабота ќе биде програма главно наменета за најмладите, а вечерта ќе биде збогатена со музички настапи и диџеи. Тутунски комбинат АД Прилеп е во финишот на откупот. Комбинатот стартуваше на 18 ноември, како еден од 10 компании вклучени во кампањата, како го оценува досегашниот тек на кампањата генералниот директор Александар Алексовски. Тутунски комбинат започна од самиот старт на почетокот на откуп на тутун на 18 ноември и се до сега ние редовно откупуваме тутун. Нашите договорени количини сметам дека до крајот на сезоната ќе ги исполниме. До сега сме стасани на негде 75% од планираното и се надевам за скоро време, според и гледајќи динамиката на откуп, дека би требало да завршиме барем во месец јануари, ако ништо друго. До сегашната реколта можам да кажам дека беше со соодветен квалитет на досега откупениот тутун. Мада сега се соочуваме со малце поголеми проблеми, бидејќи тутунарите или фермерите собираја тутун или береја тутун до касен период. Веќе и во месец ноември имавме примери на тутунари каде што се уште го береја тутунот. Сега тој тутун не е досушен, не е правилно исушен и сметам дека тој тип на тутун во наредните реколти не треба ни да се собира во толку касен период. Докаде е финансиската консолидација на Прилепската болница, установа која се соочува со многу предизвици со цел да обезбеди здравствени услуги за граѓаните од повеќе општини од регионов. Во пресрет на новата 2026 разговаравме со доктор Кине Јоновски, директор на Прилепската болница. Следнава година има ќе правиме реновирања во некои од амбулантите, во одделенијата, имаме идеи така и разговараме со докторите, кај што има потреба да направиме некои реновирања за да биде пофункционална работата. Значи, паралелно со ова ние зацврстивме соработката со локалната самоуправа, имаме огромна поддршка. Исто така, значи, поддршката, како што кажав, од Министерството за здравство, од фондот и од владата, имаме огромна поддршка за да направиме децентрализација, за да имаме поголеми и современи процедури во нашата болница. Меѓутоа проблеми, кажав, има. Финансиски дел стално е проблем. Учениците од Ристер Истески Ричко во хуманитарна мисија прикажуваат театарска представа. Средствата од билетите се наменети за помош на нивни соученик, чиј што дом неодамна го уништи пожар. Дојдовме до иницијатива да помагаме и да правиме хуманитарни настани со цел, како што кажавте вие и директорката, да помагаме таму кај што не е најпотребно и да израдуваме некои помали деца и да едноставно да покажеме на народот дека со малце внимание можеме некого да усреќиме и да направиме да му биде барем денов поубав, ако не неделата денот да му биде поубав. И така дојдовме до заедничка колективна идеја да подаруваме секоја година традиционално колекчина по основни училишта во околниве села што се. И можам да кажам со задоволство дека таа иницијатива се испадна баш кој што треба и допревме таму кај што треба и сите се среќни, весели, задоволни кога ќе не видат и како што кажа некој се расплачија, ама во глобала сите сме среќни, задоволни кога ќе видиме тие насмевки кај децата. Можеме да сватиме дека ако јас денеска ги давам тие 50 денари, што нема да јадам, некого ќе усреќам утре. Се вратиме на представата, хуманитарната представа е 2 години соред, ова е втора година.
Организираме хуманитарна представа исто во неделата на Ричко, кога е ние. Лани исто имавме успешни 3 распродадени представи, што искрено сме презадоволни со тоа нешто што го постигнавме и успеавме да го направиме. Намерата за представата најпрвен да му помогнеме на ученикот, на нашиот соученик, бидејќи толку вложен труд цел живот на него и на неговите родители, пропаѓа во вода после таа случка и ние сакаме реално да му помогнеме колку што можеме. Со една премиера парите сите ќе бидат донирани за семејството. Од полициската хроника издвојуваме 2 информации. СВР Битола оваа Прилеп поднесе кривична пријава против БС 23 годишен, РТ 22 годишен и БН 25 годишен, сите од Прилеп поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, недозволено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, изработување, набавување на оружје и средства наменети за извршување на кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со огнено оружје и распрскувачки материи, фалсификување на огнено оружје и помагање. Полициски службеници извршиле претрес кај првопријавениот, при што биле пронајдени и одземени кокаин, марихуана, амфетамин, средства за провалување и различни предмети кои потекнуваат од тешки кражби, пиштоли C3 калибар 9 мм, полуавтоматски пиштол, автоматско огнено оружје, делови од оружје и куршуми за кои не поседувал соодветна дозвола. Првопријавениот со намера да изврши фалсификување на ознаките на автоматските пиштоли со електрична брусилка извршил механички интервенции на двата пиштоли во содејство со второ и трето пријавениот со намера да се стекнат со противправна имотна корист. На 24 декември во 13 часот и 50 минути во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода лицето ТД, 39 годишен од Прилеп. При сообраќајна контрола на улицата Александар Македонски е сопрено патничко возило Volkswagen Golf со прилепски регистарски ознаки, кој го управувал и по преземени мерки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,58 промили алкохол во крвта. Денеска пак во 1 часот и 40 минути во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода лицето РП, 40 годишен од село Веселчани Прилепско. При сообраќајна контрола на улица Пере Тошев во Прилеп е сопрено патничко возило Опел со прилепски регистарски ознаки, кој го управувал и по преземени мерки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,53 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на случаите, против нив ќе биде поднесена пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. На планините и на некои од повисоките места врнежите ќе бидат од снег. Во Прилеп облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура се спушти до 2, а максималната достигна до 4 степени. Од петок ќе има стабилизирање на времето во деновите од викендот, а особено во првите денови од следната седмица, утрата ќе бидат ведри и студени, со утрински температури кои насекаде ќе бидат под нулата. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.